Добар ден на сите, почитувани представници на медиуми, почитувани сите, благодарам за вашата посета и дозволете ми да започнем со денешниот прес. Креирањето на политиката која се базира врз проверени и докажани факти е символика на ВМРО ДПМН. Изминативе години на државно ниво и последната година на локално ниво, откако ВМРО ДПМН ја има власта, покажува целосна посветеност кон потребите на граѓаните. Од друга страна, СДСМ не е политичка опција која им е потребна на народот. Тоа е повеќе од јасно. Впрочем, окрижени се тие кои најдобро и најдолго можеа да го искусат негативното влијание на СДСМ кон својот град, а со тоа и кон својата држава. Денес од нивна страна се гледуваме промоција на лица за кандидати за претеници, од кои едниот е повеќе докажан, и најзаслужен за најмрачниот период за градот Охрид, а другиот е сосема анонимен лик на политичката сцена. Загрижува фактот што токму со вакви лица СДСМ сака да ветува многу, имајќи го пред себе фактот дека токму Томислав Тунтев воопшто не пристапил кон подобрување на сферата од делувањето на локалната самоуправа на Охрид, имајќи ги функциите на советник и заменик градоначалник. Банално е предувањето од страна на СДСМ за тоа дека од овие позиции не можел да влие врз одлуките на Петрески. Како координатор на советничката група на СДСМ можел јасно и недвосмислено да се спротивстави на политиката која го донесе Охрид пред финансиски колапс. Останува прашањето дали со ваквите ставови Тунтев сака да се дистанцира од својот сопартијци и доскорошен негов шеф Александар Петрески и нивните заеднички политики. Очигледно од страна на СДСМ покрај политичката некултура која поседуваат и се обидуваат со лаги, манипулации, лични навреди, дисквалификации, како и со спинови да ги избегнат вистинските факти за нивните кандидати за претеници. Позади кандидати за претеници на СДСМ остана низа неодговорени прашања, низа нерешени проблематики кои пред се им значат на граѓаните на Охрид, а со тоа и на пошироката јавност. Нема очи за сработеното, односно несработеното. Остана прашањата на милионските долгови направени од страна на СДСМ, остана прашањето за нивното мислење за покачувањето на платите на администрацијата и пензиите на пензионерите од страна на владата предводена од ВМРО ДПМН. Остана без одговори прашањето кон нив за тоа што се можело да се направи за инфраструктурата во градот со парите потрошени од нивните директори за репрезентации, службени патувања, мобилни телефони и друго. Одбегнувањето од одговорите на Тунтев и Танасовски кон овие прашања и бегство од одговорност, како и од политичкиот морал и кредибилитет. Ваквиот пристап кон бегството од круцијалните прашања во цело се покажа нивната несериозност кон она што значи прогрес на градот Охрид и прогрес на државата. Охриджани, како и цела Македонија, во првиот круг на претседателските избори покажаа која е нивната вистинска опција, а на престојниот втор круг од претседателските, како и на парламентарните избори ќе потврдат дека единствена политичка опција на кој веруваат е ВМРО ДПМН и единствените кандидати за претеници се кандидати кои доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН. Проверени луѓе, поштовани во својата средина, почитувани од фамилијата и изградени успешни бизнисмени, доктори, политичари и така натаму, кои транспарентно, посветено и отчетно ќе работат во интерес на државата и народот. Народот тоа знае да го препознае на 27 април, како што го препознае на 13 април. Верувајте, има разлика, огромна разлика. Благодарам. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.